Ние добивме пријава од анонимен пријавител дека постојат низа неправилности во работењето на повеќе скопски познати клубови. Тука беше Мош, Интермецо, не знам, на Парк, не знам, и така, сега да не ги редам, не ги ни памтам сите, не е ни битно. И во насока на прибавување на потребна документација се обративме до Министерството за внатрешни работи, бидејќи самиот пријавител кажа дека пријавувал и во МВР и во другите инспекциски служби. Побаравме од пазарна инспекција да не извести и побаравме од Министерството за економија да не извести. Министерството за внатрешни работи не ни ги достави бараните податоци, рече дека не вршеле контроли во последниот месец од 22, иако ние баравме за цела 22 колку контроли се направени. Од Министерството за економија добивме еден чуден одговор, велат во нашето министерство нема регистрирано барање од тој клуб, не знам што. Значи не е ни регистрирано барањето во Министерството за економија, клубот работи. Инспекторите има постапување на терен, инспекцијските служби и има давано решенија за ограничување на работењето поради неисполнети услови и слично. И ние подготвивме дури табела колку време било ограничувањето, кога било пуштено и така натаму. Видовме дека и тоа што го кажувале инспекторите не било испочитувано до крај и не бевме уверени целосно во нивната работа, така што целата таа документација и нашите наоди ги дадовме до инспекцијскиот совет, кој што нели е надлежен за работењето на инспекциите, и до директорот за пазарна инспекција. Меѓутоа, од сето тоа, како заклучок, можевме да извлечеме дека всушност станува збор за силни влијанија кои што ги имаат собствениците на овие ноќни клубови познати во Скопје со на лицата кои што ја издаваат потребната документација во институциите. Значи, влијанието беше очигледно и големо. Тоа беше нашиот заклучок од целиот тој предмет. Ингеренциите наши беа дотука, меѓутоа од превентивен аспект ние си постапивме и дадовме насоки до овие институции, од кои што не знам дали одговориле, не знам дали преземале нешто, тоа треба таму да се праша. Што понатаму. Меѓутоа, по ова се што се случи, сега излегоа сите на терен и добивме информации дека фактички многу мал број од нив ги имаат потребните документи за да работат како угостителски објект. Многу малку имаат лиценци